Во овај видеоматеријал ќе решаваме систем линеарни равенки 2 по 2. Две равенки со две непознати. Ќе примениме Крамерово правило или правило на детерминанти. Детерминантите се од втор ред, затоа што имаме две равенки со две променливи. Првиот чекор е подредување на променливите на системот заедно со константите пред нив во x колона, y колона, колона за знакот еднакво и колона за константите кои уште се викаат слободни членови. Ајде да запишеме. Мора да внимаваме и точно да ги запишеме константите пред променливите. 1 по x плюс 2 пати по y е еднакво на 5. Втората равенка. 2 пати по x минус 1 по y е еднакво на 0. Еве, убаво ги израмнивме. Вториот чекор е запишување на главната детерминанта на системот. Да се потсетиме дека запишувањето на главната детерминанта на системот значи запишување на константите од системот во две редици и две колони. Во првата редица ги запишуваме константите пред променливите од првата равенка, тоа се 1 и 2. Потоа, во втората редица ги запишуваме константите пред променливата x и y од втората равенка, 2 и минус 1. Сега треба да се потсетиме уште дека детерминантата има своја главна диагонала, тоа е оваа со зелено, и споредна диагонала, оваа означена со виолетова боја. Пресметување на вредноста на детерминантата е на следниот начин. Ги множиме константите од главната диагонала, значи 1 помножено со минус 1, минус, потоа од нив го одземаме производот на константите од споредната диагонала. 2 помножено со 2. Тоа е еднакво на 1 по минус 1 е минус 1, минус 2 по 2 е минус 4, минус 1 и минус 4 е минус 5. Значи вредноста на главната детерминанта на системот е минус 5. Следен чекор е да ја запишеме и потоа да ја пресметаме вредноста на споредната, односно помошната детерминанта за x dx. За тоа да го направиме, полесно ќе ни биде ако најнапред со x ја означиме колоната во која ги напишавме константите пред променливата x од двете равенки во главната детерминанта, а со y ја означиме колоната во главната детерминанта, што ја сочинуваат константите што се наоѓаат пред променливата y во двете равенки. Оваа споредна детерминанта за x треба да ја запишеме на следниот начин. Во колоната x, наместо овие константи, ќе ги запишеме слободните членови. Тоа се 5 и 0. Другата колона ја препишуваме онака како што е во главната детерминанта. 2 и минус 1. Пресметувањето на детерминантата е исто без разлика дали таа е главна или споредна, значи ќе биде ги множиме членовите од главната диагонала, 5 помножено со минус 1, од тој производ ќе го одземеме производот на елементите од споредната диагонала, а тоа е 0 помножено со 2. 5 по минус 1 е минус 5, минус 0 по 2 е 0, вредноста на детерминантата dx е минус 5.
детерминантата dy ја пресметуваме во следниот чекор и тоа. Бидејќи пресметуваме детерминанта за y во колоната каде што ги ставивме во главната детерминанта константите пред променливата y, сега во оваа детерминанта ќе ги ставиме слободните членови 5 и 0, а првата колона ја препишуваме како во главната детерминанта 1 и 2. Сега веќе знаеме да пресметаме главната диагонала 1 по 0 минус 2 по 5. 2 помножено со 5. Вредноста на детерминантата dy 1 по 0. 0 минус 2 по 5. 10 е еднакво на минус 10. Во четвртиот чекор ќе ги пресметаме вредностите на променливите како количник помеѓу соодветната помошна детерминанта и главната детерминанта. Значи, x е еднакво на количникот помеѓу помошната детерминанта dx и главната детерминанта d, тоа е еднакво на минус 5 поделено со минус 5, тоа е еднакво на единица. Соодветно, y е еднакво на количник помеѓу соодветната помошна детерминанта dy и главната детерминанта d, тоа е еднакво на минус 10 поделено со минус 5, тоа е еднакво на 2. Можеме да запишеме дека решение на нашиот систем линеарни равенки 2 по 2 е подредениот пар 1 и 2. Секогаш треба да направиме проверка дали точно сме го решиле системот. Во нашиот случај, за поинтересно, проверката ќе ја направиме со помош на графичко представување на нашиот систем 2 по 2. Што забележуваме? Со сина боја е исцртана правата, опишана со равенката, што всушност е првата равенка од нашиот систем. Со црвена боја, втората равенка. Двете равенки се сечат во пресечна точка со координати 1 и 2, односно точно оној подреден пар што ние го добивме како решение на нашиот систем со примена на Крамерово правило.